Почитувани мој, добар ден. Време е да започнеме оваа црвена линија. 250 милиони евра од унгарскиот кредит резервирани за бизнисот никако да се пласираат во стопанството. Не се знае кој ќе ги пласира кредитите, кој ќе ја враќа каматата, колку ќе бидат банкарските трошоци. А првиот човек на најголемата комора во земјава, Азески, апелира итно да се вбризгаат свежи пари во стопанството. Парите земени стојат. Банките не се заинтересирани да работат бесплатно, па владата вети дека ќе ги покрие трошоците од буџетот. Според грубите пресметки за кредит со рок на отплата 12 и грејс период од 3 години, банкарските трошоци ќе начинат нас граѓаните 100 милиони евра. Поволни услови за приватниот бизнес, но колку се поволни за нас граѓаните? Тоа е централното прашање во издание на Црвена линија, но и прашање плюс, кое што можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Таму на Инстаграм стори прашуваме дали би земале кредит ако владата ви плаќа дел од трошоците. Имате две опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор, секако во проценти пресметано, резултатите ќе бидат соопштени пред рекламите. Тука на самиот почеток ве подсетувам активно учество во Црвена линија, можете да земете и преку коментари и споделувања. Темата е веќе објавена поодамна, дури и пред почетокот на во живо на Црвена линија, така да преку коментари и споделувања земете активно учество во Црвена линија, на профилот на Црвена линија, на Facebook и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме, особено во живо со вас. Па ние сме подготвени за старт на Црвена линија, особено важи за оние кои што ќе посакаат да се вклучат за прв пат во контактна емисија, како што е Црвена линија 02 307 0005. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчева, и денес прв во ова издание на Црвена линија. Па ставате провокативни теми, па не може човек да остане равнодушен, да ти кажам право. И не треба. Особено не на темите за кои што зборуваме со гледачите. Видите, ја нема да измислам топла вода, синека господинот Павле Гацов на друга телевизија кажал дека овој кредит под овие услови е прескап за Македонија. Меѓутоа, ја како човек со средно школо се прашувам кој е тој паметен што на некого ќе му даде пари да си го збогати новчаникот, а тој да му ги плати каматите, да ти кажам право. Зошто тога за нас граѓаните нема исти начин на финансирање? Тоа е едната работа. Втората работа, ако се сеќавате убаво на проектот Митилинеос, кој требаше да чини некако околу 250 милиона евра, тоа е на когенеративна централа во Железара. Па тогаш она компанија на инженери, Костадин компанија, професорите од Машински факултет, ука-бука дигнаа против тој кредит, дека наводно бил прескап, дека имало поевтини за 160-170 милиона во Србија се градело исто таква централа. И сега сакам да го прашам премиерот, зошто ризикува 100 милиона евра да плати на некои тајкуни, кои, да кажеме, сите своји пари ги чуваат во странство камата, само со сила да им ги бутне овие пари и при тоа рискира да прокоцка една термоцентрала за струја од која цела држава ќе има бенефит, сакам да прашам. Дали е тоа нормално, ме интересира, и дали е тоа кој ефект ќе го постигне со ова? Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со емисијата, на самиот почеток сме и време е да ги слушнеме и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Голем поздрав до вас лично и до студиото. Голем поздрав и до вас секако. Вака, јас околу ова нешто се слагам со господинот пред мене Љупчо. Он е многу добро упатен во сите теми, ја му се воодушевувам да ви кажам. Го слушам на телевизија по сите канали, од сите области многу добро се разбирам. Јас не се разбирам толку како обичен граѓанин ќе кажам. Доколку господинот Мицковски им даде пари на капиталистите и да плаќа од буџетот камата, и ја док сум жив више за ВМРО нема да гласам. А цел живот сум гласал за ВМРО. Па сега нека пази шо пре.
Вие би Мислам земале ли дека- кредит ако владата ви плаќа дел од трошоците? Тоа не е прашање на Инстаграм. Јас сум невработен, нема шанса да земам кредит, нити пензија имам, нити бутур имам. Благодарејќи на оваа држава. Така да мене пари уопште не ме занимаат од животот. Него ќе се сложам со господинот Љупчо, нека се направи со тие пари когенеративна централа државна, нека се направи Чебрени галиште, нека се направи Неготино на гасна централа, да може да бидеме обезбедени со струја, а не на некои приватни бизнисмени и тајкуни, што би рекол господинот Љупчо, да им ги пуни џебовите со пари, а они нивните пари си ги чуваат у странство. Никако тоа да не го направи. Пошто, верујте, многу од народот има исто мислење како мене. Благодарам многу што го споделивте со јавноста вашиот став, вашите одговори и вашето мислење. Останете да ги слушнеме и другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете Ало? во... Ме слушате? Да, повелете во црвена линија сте. Јас сум во црвена линија. Да, повелете. Благодарам. Па видете, не да би зел ако треба и 2 до 3 кредити по тие услови, ако ми плаќа државата. Зашто да не зел? Ќе биде скоро бескаматен кредитот. Меѓутоа, ова е скриено брцкање во џебот на граѓаните. Не е, требаше да го каже Мицкоски ова кога ни ветуваше дека ќе најде пари многу поволни без мали камати и помош за државата. Па ова помош да, за тајкуните е помош, и тоа за народот не е помош. Стварно се чудам како може некој да одобрува ваков кредит, а народот да плаќа. И после да се фали дека имаме многу поволни услови. Поволни услови се знае за кого се поволни услови. Се сложувам со првиот гледач да се изгради таа електрана во Железара или не знам каде. Во секој случај да се инвестира добро за народот да види бенефит, а не само тајкуните и богаташите, што имаат сигурно пола, па некои дури и со странски фирми се, некои од Малта се, некои од не знам кои Сејшелски острови, не знам од кај се, и тие ќе добијат, најверојатно тие ќе добијат најповолни услови. Во секој случај, јас би зел, и тоа со двете раце би зел кредит, ако ми понудат таква работа. Благодарам и пријатно. Благодарам многу и ние ви велиме за вашето учество во црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Добар ден. Ја не се сложувам ни овие кредито што беше од Маđарска да се трошат по општиниве. Затоа што тие пари може да се намена за нешто покапитално, како што спомна преходните за Чебрени и Галиште, затоа што овие пари по општините се фрлени пари за џабе, зашто сите општини, например, се големи потрошачи на буџетот и плюс сега да му се даде пари за расфрлање. Тие пари, зашто во нашава држава има општини кои што не можат ни струја да платат. Многу општини, секој село општина и замисли, тие се потрошачи на буџетот и плюс пари да се дадат на нив. Невидено нешто. Кај нас, например, има 82 општини, колку што има во Германија со 80 милиони. Во секој село општина и сега пари на нив. А тие, зашто ќе ги даваат за неважни работи во општината. Прво и прво, во самите општини има презапосленост. На едно столче по 2-3 седат, многу буџетот го трошат, нефункционални. Нефункционални општини кои што во загуба се сите, не може плата да земат. Од буџетот се финансираат по секој село општина. Мора тоа да се направи неко другшие. Не може тие пари се фрлени пари. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Ке подсетиме 250 милиони евра од унгарскиот кредит, резервирани за бизнисот, никако да се пласираат во стопанството. Не се знае кој ќе ги пласира кредитите, кој ќе ја враќа каматата, колку ќе бидат банкарските трошоци. А првиот човек на најголемата комора во земјава, Азески, апелира итно да се вбризгаат свежи пари во стопанството.
парите земени стојат. Ние ве прашуваме поволни услови за приватниот бизнис, но колку се поволни за нас граѓаните? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. За приватниот бизнис треба да се дадат пари, затоа што треба да се вработуваат луѓе за да има производство. Ама не ми е јасно на мене како може државата да враќа каматата на тој кредит. Од каде тие пари во државниот буџет за да се враќа каматата за тој кредит? Значи, тоа пак ќе биде на грбо на граѓаните. А граѓаните и така со големи, немат пари, и сега и овај кредит, и оваа камата која ќе ја стават на граѓаните на грбо, ја не знам дека овие луѓе ќе одат. Тоа не ми е јасно. Има луѓе што одат и просат, има луѓе што одат по контейнерите, има луѓе што не можат да го прекарат месецо, а ќе морат да се одвојуваат пари за каматата на кредито. Ако се дава кредит, нека се го враќа кредито тај што ќе го земе и каматата да се ја враќа, а не на грбо на граѓаните каматата да се враќа на тај кредит. Што тогајта граѓанино добива? Ништо не добива. Добива само дугови кои не можат со години да се исплатат. Тоа може да трае у недоглед. Тоа е многу пари за државниот буџет, кој и така е оптеретен со... Така, благодарам многу вам за учеството во црвена линија. Една напомена во продолжение, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Но ве охрабруваме секогаш кога сакате дополнителни нови 90 секунди, завртете го нашиот број. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Не слушате? Да, повелете, во црвена линија сте. Ето вака, сега добар ден и убав викенд. Најубав ден и вам. Така. Значи, ја не знам господинот Тазевски колку илјади евра зима плата. Значи, него му е многу лесно, само седи. Што работи тој господин? Значи, го знам, јас сум од постара генерација. Значи, што работи тој господин? Да се узбри, како да се убрискат? Значи, ти си приватен бизнес човече, мојот татко бил цел живот приватен, никаду живот ништо не дал од државата и на крај државата му го зема имотот и ден денеска друг некој управува и се богатува и го прокоцкува и све. И сега молим те ти на некој што е нафатиран да му дадеш јас да му оплаќам, а овако на некој, ја не знам, еве ај кажете еден бизнесмен кој затворил. Од овие што се, а ги знам многу убаво, сум работела во увоз извоз фирма и од мојата увоз фирма еден куп олигарци има. И многу убаво ги знам и на кој начин и како и што и овако дошле. И сега ние пак на некој да даваме, па дали е свесен Министерската финансии. Па зашто кога имаше кампања не го кажа тоа? Него сега ако се намалеле од 78% платите, нивни ќе си одела, па нека си оди. Значи ти доаѓаш овдека од личен интерес, не доаѓаш за народот, ова е срамота оваа влада што го прави. Ти да му даваш на некој што толку има, од оној што е болен, гладен и да не може да преживее, за да тој бизнесмен продолжи да работа. Па нека затвори, нека направат проверка. Благодарам многу и вам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Сакам да поставам едно прашање до Министерката за финансии. Целиот кредит го темелат на процентна стапка од 3,25%. Но тоа е 3,25 ќе врати државата према унгарците. 3,25 ќе врати тој што ќе земе кредит од некоја банка на банката. Па тоа е кога ќе соберете 3,25 и 3,25 тоа е 6,5%. Кај е тука таа цела мантра дека многу е поволен овој кредит? Тој што ќе земе кредит, ќе го стави во цената на производот, народот ќе го плати и тоа ќе влезе па во буџетот преку данокот. И сега,
државата од тоа ќе врати за банката, од тоа ќе врати за маѓарите и сега каде е тука таа мантра што се вика дека кредитот е многу поволен. Еве, нека направат математика, може јас не сум во право. Пријатно. Благодарам многу што споделивте со гледачите кој е вашиот став и мислење. Добар ден. Добар ден. Интересна ви е темата, јас еве покасно дојдов од работа, сега се вклучив. Добре си дојдовте дома, па еве да ве слушнеме во црвена линија. Благодарам. Работам во трговија и гледам, имам можност да гледам дека секојдневно се покачуваат цените. Купувачите тоа не го знаат и мислат дека ние трговците сме виновни за тоа. И борите да се даваат овие кредити, но со некоја гаранција. Значи, ако овие, да речем, што ќе ги земат кредитите, се нафатат да ги намалат цените, да не дадат некоја гаранција зашто ги земат кредитите, тогаш е во ред на која основа да ги земаат кредитите без камата. Зашто? Ќе ни дадат некои поволности на нас купувачите, пошто јас нормално пазарам без разлика што работам таму. Или работата е тоа што сите пратеници си имаат по некој бизнес, па и они да земат дел од тоа. Значи, живееме во една толку корумпирана држава, што стварно веќе нема смисла ниту еден нареден ден. Никој не гледа за луѓето во државава, секој си гледа да дојде до функција, да дојде до ваков кредит, да си отвори бизнес и да искористи нешто тоа. Нема ниту еден момент каде што некој гледа за народот. Нека се дадат кредитите, да, фирмите нека работат, ама нека произведуваат по пониско, па да видиме и ние луѓето бенефит од овие кредити. Секој си гледа за себе. И тоа е тоа, за жал. Благодарам многу што еве веднаш по доаѓањето од работа се вклучивте и секако драго ние што имавме можност да го слушнеме и вашето мислење. Останете со црвена линија, продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Секако и тоа во црвена линија, повелете. Значи, не, да се доискажам пред малку се јавив. Меѓутоа, видите, и мене ми е многу убаво ваков кредит да ми дадат, нека ми дадат кредит, еве ке моите деца ќе си отворат фирма. Значи, ова е едноставно те почастува, не сваќаш. Накно ти дава, ова е убаво. Значи, ваков кредит се винаги се дава за млади, да почнат бизнис. А не они на младите ќе им дадат волку камата, а на тие што имаат, значи да продолжат. Значи, ова е да ви кажам, ние имаме милиардер од Кавадарци, да бидеме, значи, ники имате. И сега ти на тој човек ја да му помогнем и други што одвај преживуваш и овакваш и дали имаш вработени и немаш, еден куп има социјални случаи и све што се случува во државата. Но како може такво нешто да помислат уопште? Дали се свесни они дека, не знам, дека народот веќе е гневен? Значи, вие не можете да играте вака нешто, имате, зашто од олигарсите не земава, да им качат даноци, да им покачат даноци, не може он толку. Значи, секој, сите знаеме, ајде не мора, сите 50% знаеме. Значи, во книговодство, кој трошоци им доаѓа? Значи, они, кој трошоци им се одбиваат? Не знам, струја, вода, бензин и да не набројувам друг работи. Па нека се види колку трошоци да работи, колку им се одбива трошок, а колку заработуваат и пак за нив. Значи, не сме да го дозволи владата. Тој кредит треба да се даде за нешто друго. Нити на општини требаше, нити на нив. Има други инвестиции што се потребни за народот и требаше тука да се искористат за да може да се живе. Они пак е. Благодарам многу за повторното учество во црвена линија. Јас тука и пред да вклучиме друг гледач или гледачка, да ве подсетам секако за темата за која што зборуваме денес во црвена линија. Можете да прочитате и на telma.com.mk, секако да прочитате и за последните вести, да бидете брзо и ефикасно информирани. Но еве, задржете го вниманието секако на насловот банкарите без коментар по најавата од владата дека каматата за кредитите на фирмите од унгарските пари ќе ја плаќаат граѓаните. А ние во црвена линија ве прашуваме поволни услови за приватниот бизнес, но еве според вас колку се поволни за граѓаните? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па, како сакате гледајте, дали во приватниот бизнес, дали во субвенциите за земјоделците, дали дадени пари за
за младите отварање нов бизнис, каматата ја плаќаат, а не само каматата. Не знам зашто крчи нешто. Не, И одлично. главницата ја плаќаат граѓаните. Од која страна и да гледате, се удира по грбот на граѓаните. Ама најстрашно е што сите овие пари ги зимаат партиски послушници. Минатиот пат кога ВМРО беше на власт, јас добро се сеќавам, им даваше на младите по 7.000 евра за да отворат нов бизнис. И тие отвораа бизнис нов, дека ги потрошија тие 7.000 евра, после клучот на врата. Ниту нови вработувања, ниту тие сами беа вработени. Истото ќе се случи и сега. А на крај крајева, многу малку податоци имаме за овој матен кредит, јас би го рекла. Де ќе го даваме за пензии, ќе го земеме, де за приватен бизнис, де за реформи во администрација, на крајот зашто? Сега и струјата ќе се покачи, ќе видиме кој ќе дава и таму субвенции, како за земјоделието имаме еден куп пари дадено во земјоделството, а немаме храна и таа што имаме е скапа и прескапа. Благодарам, пријатно. Ви благодариме и вие за активното учество во Црвена линија. Малку ќе ве прифрлам и унаму каде што дури и по завршувањето на ова издание, доколку не успеете да се вклучите во живо во Црвена линија, секако можете да дадете допринос во креирањето на оваа дискусија преку коментари и споделувања. Фејсбук Црвена линија, тоа е нашиот профил, а таму како и секогаш преку фотографија објавена темата, но и прашањето кое што го поставуваме во живо. Поволни услови за приватниот бизнис, но колку се поволни за нас граѓаните. Љупчо Вилковски напишал: се сеќавате на тајванскиот кредит кој го зеде и кој го плати. Поволни се условите, ќе повториме, за приватниот бизнис, она што прашуваме според вас колку се поволни за граѓаните. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво да бидеме оригинални. Од овие пари некој ќе се купи имање, значи во Пласница, господинот од Кичево. Некој ќе се направи централа. Значи малку има 3-4, ќе направи уште некоја. Меѓутоа, дали постои можност секој граѓанин во држава што ќе земе кредит, државата да му ја плати каматата? Ако може така, тоа си на бизнисмениве нека им се опрости каматата. Нели е срамота да му опростите на оној што има пари, уште повеќе да има. Оној што нема, значи да нема никогаш. Еднаш за секогаш нека сватат нашиве политичари кога носат закони, кога предвидуваат трошкови или било што. Значи да размислат која е добитката, а која е штетата. Јас како, да речеме, ако имам бизнис, ако не можам да платам и камата и главнина, тоа немам потреба да го земам. Нашите општини имаат свој приход. И од тој приход треба да градат оно што треба да градат. Не да го земат кредитот што треба стопанството да го искористи и да имаме и вработување и подобри производи. А ние мораме се да плаќаме, а значи господата да уживаат. Еднаш за секој сватите. Доста ни од централчиња и приватни имоти купување. Еднаш за секој нека се обврзат да работат за народот. Затоа што народот ќе ги казни еден ден. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во програма ли? Да, повелете, во Црвена линија сте. Добар ден, Пиле. Добар ден. Вака сека. Помогли услови за приватниот бизнис. Абе не знам овој Мицковски има ли му главата што го работи. Сите гледај што се јавува, сите ги се разговорува. Наместо овие пари да се направеше чепрени галиште, да имаме струја, поволни услови за ниска, да плаќаме ниски цени за струја и други работи, он на приватните вако бизнисмени ќе му дава или на градоначалниците. Па сите пари ќе искарат, да видиме за овие и помош му даваа на сите општини и па ништо да се направи. Срамота е ова што го работе. Дали има ум главата овој човек? Сите што се јавија, добро кажаа, или у земјоделието да се отдаде. Дали е тоа се и ве може да ни одговорите вие лично, дали би земале кредит ако владата ви плаќа дел од трошоците? Како да земам кредит ова? Кредитот добар е, ама зашто се употреби? Треба да се употреби, да се најме
да се употреби, да фаќа место, а не на граѓаните ќе го да доби. Нека ги намале храната, те е скапо, нели, сирење, месо, ништо нема намалено, само лажи. Кад дојди на власт овие само секоја предизборната кампана, не каже Љубоше Бака. Срамота е ова од Мамуро и од Мицковски. Ја не знам зашто гласам за него. Благодаря многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Јас ако може да се доискажам од пред. Секако. Значи, прво, со ние други 500 милиони евра, што се до милиардата, нели, да се направи нов клинички центар. Многу му беше добра идејата на господин Мицковски да се направи во склопот на старата воена болница или 8 септември. Па да се искористи тој простор да се спојат фантастично сите страни е природата. Друга работа, што би сакал да ја кажам, инфраструктурата во Скопје. Имено да не се тера инат со град Скопје, да се направат кружните текови, пошто на крај крајева, колку и да е никаква градоначалничката, ВМРО ја донесе нејзе, значи одговорноста е споделена. Да не се тера инат, во интерес на граѓаните да се направат тие кружни текови кај Нова Македонија и се што може од инфраструктура. Убав ден и пријатно. Благодарам многу за повторното учество. Да видиме во останатото време какви одговори ќе слушнеме од другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ова е измислица на Мицковски. Не знае како да прави, што да прави. Сега зема кредит, а не знае кај да го троши кредитот. Сите го одбиват. Значи, предпријатијата, мислам, фирмите не сака да го користат кредитот. А тој му дава четврт од тој кредит. Значи 250 милиони евра. Му дава нив, а тие не го сакат. Банките не сакат да го пласират, бидејќи немат никаков ќар. И зошто е земен кредито? За да се укради, така? А тие што му го нуди кредито, фирмите на кои што му го нуди, тие веќе украдија. Тие се сите претежно се транзицијски профитери и партиски кадри. Нема што да му се дај нив, тие веќе украдија. Јас не знам зошто да му се дава плюс, па плюс народот да плаќа камата за нив. Јас не би сакал, јас лично, не сакам да му плаќам камата на некој што веќе ме украдил. Па сега да му платам плюс камата, па не иди во обзир. Значи, ово е рамилок невиден. Измислено е некој да ги пикни парите в джеп. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. На X платформата, еве кои коментари ги издвоивме. Денес сум јас напишал: чекај сега, кредитот е 500 милиони, а каматата 240 милиони. Така? А ние во црвена линија прашуваме: поволни услови за приватниот бизнес, но колку се поволни за граѓаните? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Старата поговорка вика има шарко вој. Народот, овој народ им плаќа кампања, предизборна кампања им плаќа пари од народот. Народот им плаќа камати. Народот им плаќа пенали што овие функционери дали се глупи или многу интелигентни се. Како може граѓанинот цел живот да им плаќа нешто? Овој беден народ што го иседе како лимун, уште да им плаќа камати. Па доста има камати за плаќање. Па има поколенија кои уште неродени треба да им плаќат овие камати. Има ли памет овој Мицковски со неговата тајфа тамо? Само овој народ, што рече Бранко, народот е во право и кога греши. До кога ќе го стипат овој народ, ќе го цедат као лимун, ќе го молзат, па не име ли страм, бе? Нема страм овоја. Видите, поздравени. Бидете поздравени и вие, останете се уште со нас. Добар ден. Добар ден.
Дали се слушаме, црвена линија. Во меѓувреме, пред да биде вклучен некој нов гледач или гледачка, е уште еден коментар на зоолог кој што напишал: плюс 120, додај на тоа и таман ке си е ефтин заем од Маđарска, се вика тоа не кредит. Поволни услови за приватниот бизнис, но колку се поволни за граѓаните. Добар ден. Добар ден. Дали во продолжение имаме некој на линија? Да. Повелете, ве слушаме. Добар ден, Тина. Добар ден. Па вака, моето мислење, поволни услови за приватниот бизнис. Се појавува некоја нелојална политика на господинот Мицкоски, затоа што во овој случај, на пример, еве ќе се земеме јас како приватна компанија, немам услови да земам и не ми даваат такви услови. И тоа е нелојална конкуренција, не може тука се подкопува стопанството. На едни ги форсира, а други, тука е конкуренцијата. Со туѓи пари многу лесно се прават. Со минимални камати или неплаќање на камати, тие цените се исти. Така да, он мисли дека ќе ги оживи некои компании. Не е така, господин Мицкоски, не. Се знае колку се дајте минимални камати, ама сите бизнес фирми да земат, а не да ги форсираме. Едни ќе ги форсираме се наши, а другите туѓите нема да ги форсираме. И затоа нема да успеат. Ја мислам дека моје мислење е, јас сум приватник цел живот и знам што значи приватниот бизнис. И затоа викам, не е лојална таа политика негова, нека не брза за тоа, нека размисли. Мене ми е интерес на граѓаните, интерес на Република Македонија. Во овој случај тие едни само ќе профитираат, а други ќе гледаат и прашање дали тие кој ќе ги врати. Дали граѓаните, ние или нашите внуци или правнуци ќе ги вратат тие пари. Благодарам многу и вам за активното учество во Црвена линија. Уште еден коментар од X платформата му припаѓа на Сплинтер, кој што практично коментира на насловот. Насловот е: унгарскиот кредит е скап, државата ќе плати 240 милиони евра само за камата. Сплинтер напишал: само 240, абе дај не зезајте, кај е тоа многу? Јас сам ќе платам 200, а вие соберете уште 40. Ај да не се брукаме пред народ, ве молам. Поволни услови за приватниот бизнис. Црвена линија ве прашува денес колку се поволни условите за нас, граѓаните. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Сакам да кажам дека добро е приватен бизнис за стварно за нас, граѓаните. Ме слушате? Да, продолжете. Јас мислам вака, овие пари не се лоши што ги дават. Банката сака секогаш да биде во океан, она е само. Туку ова е за државата, за народот. На секоја куќа панели да си има, да си стават струи и да се враќат парите. Ќе се вратат пари на сите, субвенциран, да дајте колку треба. По две панели, 3-4, колку треба. Па ние ќе си ги платиме полека. Струјата, што треба после тоа, па ќе се враќат пари, ќе има државата своји корис. Тие пари не се лоши, што ги дава, да ги дава на право место. Па не ме слушате. Да, ве слушаме и сите ве слушаат кои што ја следат Црвена линија. Ве гледам тука на телевизијата нема. Дали не ви е намален тонот на телевизорот? Ја ќе го намалям. Времето секако од 90 секунди истече, ќе ви се заблагодариме за вашите одговори во Црвена линија. И во времето што останува, секако оние кои што допрва ќе се вклучат, ве молам, задолжително намалите го тонот на телевизорот. Уште еден коментар на профилот на Црвена линија. Наташа Димеска напишала: здраво Тина, поздрав до тебе и до Телма телевизија, поздрав до Наташа секако.
Вели, ако македонскиот народ продолжи да биде пасивен и неутрален и ако не излезе на улица да се ги побара правата, младите ќе продолжат да бегаат од државава, а останатиот народ ќе пита за парче леп и ќе живее како и досега. Така и досега. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Ангеловски од Прилеп. Поздрав до вас, све слушаме во црвена линија сте. Јас се надевам дека од овој кредит ќе има фајде стопанството и народот. Меѓутоа, сакам нешто да прашам. Дали Мицкоски размислил од овие средства финансиски да врати во Еврокомпозит да ги обештети вработените од 2013 година, кои што и насуд добијаја два пати, делото го добијаја, а на изврштеливе раменици треба ништо ништо. Дали со овие средства може нешто да се исплати? Тоа важи за сите новинари да му го постава ова прашање, не само јас. Толку имам. Тој сега има и уште едно прашање. Работе во Еврокомпозит. Пријатно. Добро, благодарам многу. Кусино секако јасни, ето оние кои што ќе постават прашање во црвена линија, практично прашањето е поставено во јавноста. Значи, достапно до сите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро, во меѓувреме, јас секако ќе подсетам да не заследите на Инстаграм, се уште активна во тек и таму нашата анкета. Прашањето е дали би земале кредит ако владата ви плаќа дел од трошоците. Има две опции за одговор, верувам можеме тоа да го покажеме уште еднаш. Кликајте, бидејќи тука некаде пред почетокот на рекламите ќе ги соопштиме и резултатите пресметани во проценти. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија? Да. Повелете, црвена линија. Ме чуди како може вакви кампањи, сите телевизии платени од СДС и опозицијата што ги украдија сите пари, сега против власта да се... Ние не сме против, застанете ве молам, не. Ве прашуваме како граѓанин. Поволни услови се за приватниот бизнис. Одговорете ни, колку се поволни за нас граѓаните? Ова одма го плавате и сите СДСовци да се јават и да плукат против власта и да се организирале. Господине, ве молам, одговорете ми како граѓанин. Кажете ми, сметате ли дека ќе бидат поволни условите за граѓаните? Добро работи ова власт сега од која дојдена и камати се е предвидено. Немате уште добри информации колку е каматата, што е се и само... Добро, ве слушаме, продолжете. Така, благодарам многу. Прашањата кои што се поставуваат, особено во црвена линија, се апсолутно наменети до граѓаните, бидејќи црвена линија токму ја креираат граѓаните и активните и гледачи и учесници во црвена линија се сушност токму оние кои што се, барем според нас, исклучително важни, а тоа е што мислат граѓаните. Значи, продолжуваме понатаму темата, односно прашањето е поволни услови за приватниот бизнис. Според вас, како граѓани, колку се поволни за граѓаните овие услови? Добар ден. Добар ден. Повелете. Раде Василев од Кавадарци. Нормално се поволни услови за приватниот бизнис кога не сакат ни каматата да ја платат. А додека за нас граѓаните, јас вака од мене ќе тргнат како пример, јас во мојот живот никош досега не сум добил од државата ниту еден скршен динар. Еве доаѓа секој ден мора да плаќаме некои си туѓи сметки, туѓи кредит, туѓи камати. Што имам ја приватниот бизнес да го финансирам? Кој што го бива да работи, нека работи. Кој што не може да работи, нека не работи. И јас своевремено бев приватен бизнес, се додека не се појави овој партиски систем. Кога се појачи партиски систем, ако не си партиски оператор, не можеш да работиш. И затоа се отргна се
вработи во остави приватен бизнис, се вработи во страна компанија. Така и овие другите сите. Сите овие пари што се и во приватниот бизнис, па може би да кажеме во општините што ќе се делуваат, во општините може би нешто ќе се искористат, да поголем дел ќе испари. Во приватниот бизнес мене не ми е интересно. За некого ја немам интерес да плаќам кредити. Зошто ја сега вие сте приватен спеседек да ви дадат пари, ја да ги плаќам вашите камати. А вие ќе се погадете, ќе возите бесни джипови, не знам како што нешто ќе градите и така натаму. Фала многу и пријатно. Големо благодарам и вам за учеството во оваа црвена линија. Сега дојде времето да видиме онаму каде што не следат на Инстаграм. Ако не сте дел од таа заедница, сега ко заследете не, еве како се одговори на денешната Инстаграм стори анкета. На прашањето дали би земале кредит ако владата ви плаќа дел од трошоците, со да одговорија 58%, со не одговорија 42%. Сега време да ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме во студио. Ова петочно издание на Црвена линија е на самиот крај. Благодарам што бевте дел од него, а сега е време и јас и вие сите кај моите соседи Ненат и Кате. Добар ден, комши. Добар ден. Соседке. Комшике. Јас имам прашање каде се крставиците на Кате. Па не мораш, да, јас сум Зошто обично не морам? Да, во кујна. Во кујна, да. Запишете го сите овој датум каде почна со диета. Јас мораше. Да, нема проблем, колега. Па тоа е муаветот меѓу колешките. 3 недели од сега ќе се видиме. Тешко нас, Фина, Па тешко ја нас ќе сите се во приклучам телевизија. кон некоја недела, па ќе се видиме сите заедно. Може би нема да се препознаеме. Чека да видиме како ќе оди на колешка. Да, супер ќе ми Од оди, знам. понеделник Кате или од сега? Почна веќе. Почна, да. време тече. За 3 недели ќе видиш ти. Ќе видам јас. А сега ќе гледаме никој како вас двајца.